Сме зборувале како змии. Според Али Баба, ние сме змии, македонците. Шо е ова, бе, дечки, а? Ова може да спаѓа под говор на омраза. А она второто што го кажа, под што спаѓа? Другар Али Баба, дека оние што зборат бугарски овдека да си оделе во Бугарија. Џомите, ние македонците збориме бугарски, а немој вие да мислите дека Али Баба е глуп. Не е уопште глуп. Напротив, им прати силна порака на бугарите од тука, дека е со нив, дека во иста тиква дуваат, како што и знаевме дека се со нив цело време. И цело време тие во спрега со бугарите се обидуваат да ја скршат кичмата на македонскиот народ. Откако дојдаа предавници од Социјалдемократскиот сојуз на власт до нивното заминување. Али Баба со радост те дочекаа бугариве кога кажа дека сите што зборуваат бугарски овде дека треба да се заменат во Бугарија. Џомити, ние што сме збореле дека сите што зборуваат албански да се заменат во Албанија. Деме, кој ќе останал? Значи, за него нема нема такви македонски што зборат. Само бугарски. Фино, богами. Па сега мала порака до сегашната власт. Порано, пред 40 и кусур години, не може. Повеќе. Пред... Ко беше Тито жив, ке кажа. Па и известно време по неговата смрт. За ваква изјава од овој тип те собираа ноќе службите, те собираа ноќе од дома со тоа нивното такси и те носеа кај нив дома, кај тие службите. Ке те вратеа после 3 дена, ке те оставеа пак со нивното такси пред врата, ке те оставеа. Без видливи повреди. Али уште 3 дена живот имаш, пошо по бубрезите па. Нема да те судат, нешто ово. Ептен за некоја ситна работа, колку да покажат пред меѓународни институции дека има демократија, па е да има некои судања за вакви изјави. Иначе нема. И се додека дозволуваме у собствениот дом некој, било кој, да дава изјави против македонскиот народ, против македонците, треба веднаш, истиот ден да биде приведен. Истиот ден. Нормално сега е по-демократска атмосферата во полицијата, сигурно ќе биде понуден со локум, со чај, со кафе, со шо сака. Не е ко порано, у времето на Тито. Но, да се викне, да се приведе во полиција и да му се суди за вакви изјави. Затоа што нигде на друго место во светот, никаде на друго место во светот, за ваква изјава нема да ти замижат, нема да ти ја простат. Кај да отидеш? Навреди го народот што е државотворен. Во таа држава најмалце што може да ти се случи ќе бидеш процесуиран. Според законот или во името на законот или во името на народот, али болje во името на законот да бидеш процесуиран. Оти народот ако те дофати малце потешко ќе иде тоа. Значи го кажав тоа. Од односот на самата држава кон велепредавниците
и кон незините внатрешни непријатели, зависи дали таа ќе обстане и дали покажува волја да биде силна и за да обстане. Само држави кои што имаат јака волја да се самоодржат, така се однесуваат со своите велепредавници, со внатрешните непријатели. Без милост, безмилосно. Така покажуваат дека е тоа држава. Не се заебаваат. А сега, видовте и сами како тоа им одеше во прилог на бугарите, ваквите изјави на Али Баба, веднаш сите го пренесоа, го цитираа, што значи дека кај да е, они сега ќе почнат битката за Македонија, така да кажам. Значи ќе продолжат во истиот филм, да се обидат да отидат чекор понапред во асимилацијата на македонците, во нивното побугарчување, во нивното оттуѓување од нивниот македонски идентитет. Значи, сега веќе кога имаат влада, тоа ќе се очекува, притисоците ќе бидат страутни, затоа една порака до нашата власт, до премиерот, до неговите соработници, до министрите, до директорите на разните безбедносни служби, сериозно да си ја сватите работата. Јас знам дека сте на линија на одбрана на македонскиот народ, без разлика што зборат некои ваши непријатели, дека ви имате доволно достоинство да не дозволите било кој да ве понижува, било каде, особено не дома, особено не шовинистички и редентистички суштества, ќе ги наречам, кои што со таа своја реторика, колку и да се сериозни, а сериозни се обидуваат да ја пренесат, да ја прешалтаат водата на друга воденица, затоа што знаат дека им се закануваат пријави за некои криминали што ги правеле, па затоа со ова најлесно е да ја фокусираат својата јавност, етничка јавност, дека подготвуваат во суштина терен, за после тоа, ако тргнат по нив, да почнат тоа да го кажуваат дека е тоа политички наместен прогон или политички монтиран прогон. И знаете тие финтици, да не ви го објаснам. Но мојата порака е сериозно да ја сватат работата. Ваквите испади, би рекол шовинистички, страотно да бидат казнувани на територија на Македонија. Ако сакате, можете и кривичниот закон, како се вика тоа, да го смените по ова прашање и да бидат казните драстични. Она газење македонско знаме, палење македонско знаме, викање против македонците, навредување на македонците, понижување на македонците, подсмев со нивниот идентитет, правење шали на тема на нивниот идентитет, јазик и така натаму. Се тоа да биде санкционирано. Страотно. Да не им текне виши, со тоа им праќате порака сегде у светот. И погоре, и на овие бугариве вамо им праќате порака. Дека нема да можат да доаѓаат овде како во времето на предавничката Социјалдемократски сојуз и во сопствениот дом да не навредуваат дека не постоиме. А тие пичкици социјалдемократски не одговорија на ниедна ваква навреда. Не беа пикнати длабоко у шупакот на Дуи и на Али Баба. Затоа ова сега ни се случува. Затоа што не беа санкционирани, никој не беше санкциониран. За нив беше нормално, за тие предавнички ѓубриња од Социјалдемократскиот сојуз, бугарски агенти овде или агентури
преку одредени луѓе да прогонуваат македонци тука во Македонија, кои што си ја бранат идентитетот и честа на македонскиот народ. Дури се сите кога не прогонуваат тие бугарашки агентски структури. Се сите. Тоа никад нема да ви го простим. У собствената земја некој да те навредува ти да ќутиш. Затоа сега порака до ВМРО, ДПМН сериозно да ја свати работата овој поглед и да почне да санкционира секој обид за навреда на македонскиот народ овде. А секако дека треба да реагира на секоја навреда што доаѓа од Бугарија, од не знам Албанија, Косово или било кое друго место. Да обзнанат меѓународно за тоа каква е реториката, официјалниот реторика и наративот во соседните држави, некои од нив кои што се прават дека се многу демократски членови на Европска унија и така натаму и така натаму. Да видат каква гамат имаат собрано своји редови, зашто Европската унија не ја бива и зашто ќе се распадне еден ден. Неминовно. Неминовно. Не можеш со фашизоидни членки да се договориш да седиш на иста маса. Ако ти не си или некој друг не или овој не, оној не, не можеш на иста маса да седиш. Освен ако не се сите такви што не верувам. Не можеш. Но, тоа е некоја приказна за некој друго видео. Башка не можеш со луѓе кои што кршат основни човекови права, како што е правото на самоопределување, да седиш на иста маса во Унијата и да тврдиш дека си членка на Европската Унија, кој што не знам има тамо копенхашки критериуми, кои што се држи до некои конвенции за човекови, кои што... А тие брутално ги кршат нивни членки. Како можеш на иста маса да седиш со такви? Како што ми е луда работава да ти си партнер со држава како што е Бугарија во НАТО, партнер, и тоа значи партнер, значи играте заедно, се договарате, седите на исти маси и ручате може негде заедно по тие клубчињата на НАТО, ти институциите вамо таму. Истиот тој партнер во НАТО тебе не те признаа како народ. И не само што не те признаа, него те понижуе, кај стигне. И бара да се само понижеш, за онда дал зелено светло ти да влезеш во Европска унија. Каков е тој сојуз? Од што е тој сојуз направен? Колку тој сојуз може да издржи ако има вакви внатрешни несогласувања? Ако има членки држави кои што се понижуваат една со друга, или едната се обидува да ја столчи другата и да ја понижи, а у ист сојуз е алијанса. Која факинг ви е таа алијанса, јебова због? Затоа Македонија многу треба да си промисли оваа власт со некои работи, да ги цимне, да ги смени од корен, тоест да ги едноставно да ги напушти. Едно од тие работи подитно што треба да го направи е да го раскине договорот, оној во наводници за пријателство со Бугарија што го потпишаа предавниците од Социјалдемократскиот сојуз, подитно да го раскине. Значи тоа првото и основното. Они немаат намера да ја напуштат бугарите нивната реторика, шовинистичка реторика насочена против македонците, која што е тотално антимакедонска. Немаат намера да ја напуштат. Ако они немаат намера да напуштат, а немаат, ние имаме право да го раскинеме тој договор одма. И не само тоа, имаме тогаш право и ние да користиме било каква реторика за да се кренеме себе во очите на пред се во нашите очи и во очите на светот. Сега, тогаш имав проблем што еден проект се искористи да се истиснат многу пари од државата. Мислам на Скопје 2014. И тоа што се правеа според мене без везе фасади од барок, пошто барок како стил ние никогаш тука и не сме имале.
Сме биле под турско робство, ние сме го рипнале тој период. Во естетиката, во уметноста, како да кажем. Но, сега некој нам ме праша, пошто ја многу добро знам од каде идеше таа приказна со Скопје 2014. Таа приказна ја слушав и така дојде веројатно од ушите на Груевски ова. Ја слушав уште години пред да се случи реално, да почне да се случува. Од неколку професори, еден од нив ми беше мој професор на глума, другиот беше на филозофски, третиот не знам кај беше. Приказната за Скопје 2014, позадината на таа приказна беше како народ мора да се договориме околу една приказна за нашето потекло. Не еден да верува дека сме дошли од Карпатите, втор да верува дека сме од Александар, трет да верува дека сме, не знам, од Тито која дошол, како што тврдат овие бугари, четврт не знам што да веруе, пети не знам што да... Не. Темелот за еден народ да обстане, ако веќе има држава, е тој народ да се договори околу една приказна за своето потекло. Тоа беше позадината на Скопје 2014. Тоа му беше онаа добра намера на Груевски, мислам, од каде тргна во таа, би рекол, акција, авантура, како сакате. Тоа беше позадината. Македонците да се договорат околу една тајна на своето потекло. Сега тоа после тоа што заврши во општа кражба и стиснување и глупости се претера со некои работи, со бароци, тоа е друга работа. Но поентата на ова што го збораме ова. Дечки, сега, ВМРО-вци, немајте проблем. Обележувајте територија со македонски символи. Градете. Повторно ако сакате. Само немојте барок, ве молам, тоа фасади со барок, аман. Преку градителството, преку градежниот сектор, преку културата, преку образованието, повторно продолжете да туркате приказната за нашето потекло. Да, СДС, социјалдемократи, античко. Кој ве ебе? Дури и да не е така, ќе се договориме дека е така. Оти никој нема право повеќе на историјата од некој друг. Никој. А вие подпишавте со нивици дека им ја отстапуваме историјата на грците, дека им го отстапуваме малцинството на дека им отстапуваме ова, им отстапуваме ова. Тоа е предавството. И затоа се надевам еден ден ќе си одговарате за тоа. Битно ми ја сватите поентава, значи сега немам проблем. Ако сакате на секој втор чекор, ќе сето исто вратете го. Пред суд, слободно. Тогаш викав немојте тргнете го, сега викам вратете го назад. И ред други споменици. И на оној што го викате војнот на коњ, на плоштад, слободно. Изим имате, амин имате. Од мене се надевам и од сите македонци, ви се обраќам на вас ВМРО ДПМН. Слободно ставите плочка доле, ама поголема. Да се гледа од едно 200 метри. На која што ќе пишува Александар Македонски, кралот на Македонија. Слободно пишете. Ша сега војнот на коњ Жими Ашимов. Пишете слободно. Никој ништо нема да смее да ви пререче. Доста више ќутиме, се криеме, со Јорган со јамболија се покриваме преку глава. Доста е. Гледате дека шовинистичките реторики сегде се засилуваат. Ги боли патка што ги вреѓаат македонците затоа што никој не ги санкционира. Ни од надвор, ни од тука однатре. Океј, сакате така, нема проблем. Да ја довршиме приказната, што ви ја кажав, за еден извор на потеклото на македонскиот народ. Слободно. Сега вие сте десна партија, традиционална,
Фурајте го слободно тоа по школите. Ја го разбирав ова и порано, и во времето на Груевски. Но јас со друго не се слагав. Така. А за овие Али Баба и таквите разбойници, ви реков што треба да правите. А бугари во уставот не треба да ви падне ни на крајна памет. Ни на крајна памет. Со својот однос кон Македонија, не заслужиле да влезат во тој устав. Тоа е. Ајде.